Почитувани, пропаѓањето на Евростандард банката е настан кој што потсетува на оние од 90-тите години. Најцрните години за македонската економија. Слушнавме и за немил настан во Кавадарци во експозитурата на Евростандард банка, настан кој потсетува на случките со штедилницата ТАТ. Колку и да е банкарскиот сектор во моментов регулиран, повторно останува фактот дека се тоа се случува во период на сериозна економска и здравствена криза. Воедно слушнавме и дека на само месец и половина пред пропаѓањето на банката, Министерката за финансии ги извадила последните заштеди од банката. Но многумина штедачи ја немаа таа информација и нивните пари сега пропаднаа. Ја прашуваме гувернерката: кога адекватноста на капиталот на Евростандард банка падна под законскиот минимум? Зошто одлуката за одземање на лиценцата на Евростандард банка се прави во овој момент и зошто истото не се направи пред избори? Кого штитеше гувернерката во последната година, ако се земе предвид дека еден од собствениците на банката јавно кажува дека овој проблем постои веќе една година? Дали толку време беше потребно избрана група на луѓе и компании да ги повлечат своите средства и да ја прекинат соработката со банката, како што е случајот со Министерката за финансии? Истовремено, самата гувернерка признава дека нефункционалните кредити се 4,7% од вкупните кредити, од кој цел 1% отпаѓал на само една банка, Евростандард банка. Значи некој свесно дозволил давање на кредити без покритие, а од вкупните нефункционални кредити де факто над 21% отпаѓа на банка, која гувернерката вели дека е незначајна за банкарскиот систем, врз основа на тоа што Евростандард банка со состојба на 30 јуни 2020 година учествува во вкупната актива, вкупните депозити и вкупните кредити на банкарскиот систем со 1,3, 1,7 и 1,6% соодветно. Зошто е толерирано волку мала банка да има толку нефункционални кредити? Добро е и да се види кои струмички компании имале кредити без покритие во Евростандард банка и како тие се поврзани со власта. Колку компании се уништени со оваа одлука и колкав е износот на депозити на правни субјекти и физички лица кои не се гарантирани и кои не можат да ги повлечат? Кој ќе сноси одговорност за влошување на состојбата во бизнис секторот кој онака трпи сериозни последици? Воедно се отвараат и други дилеми. Кој ќе превземе одговорност за ширење на коронавирусот кога над 55.000 граѓани веќе трчаат во други банки да отвараат сметки? Кој ќе сноси одговорност доколку дел од овие граѓани поради целиот овој хаос останат без приходи следниот месец? Она што исто така загрижува е и што ќе се случува со Македонска пошта. Граѓаните знаат дека во Македонска пошта можеше да се плаќа сметки, но тие не знаат дека системот кој што Македонска пошта го користеше е на Евростандард банка. Колку оваа одлука ќе има влијание на ликвидноста на Македонска пошта и дали ќе влијае на бројот на вработени? Воедно, со оваа одлука, која се носи во најголема здравствена и економска криза, без работа остануваат околу 170 работени кои имаат своји фамилии. Почитувани, оваа одлука отвара сериозни прашања за кои ние деновиве не добивме одговор. Ви благодарам. Прашања на темата? Господја Кочовска, да ни кажете колкава штета државата би имала од ова пропаѓање на ваква банка? Директни и индиректни штети. Дали имате проценки некои? Видете, па сега фондот за осигурување нели на депозити тука ќе ги покрие 4,4 милиарди. При тоа треба да знаете кај е најголемиот проблем. Еве може и вие како новинари да проверите на сајтот на Народна банка последните податоци за банките се од 31.3, се извинувам, што значи дека после тоа немаме точни податоци, треба да ги погледнеме сите податоци па да видиме. Државата ќе има штети поради тоа што ќе пропаднат сигурно дел од компаниите. Вчера ми исконтактираа многу компании кои што имале пари на сметка по различни основи, не само депозити. Нивните пари не се гарантирани. Кај граѓаните еден дел е гарантиран, меѓутоа останува еден дел не гарантиран кој што ќе пропадне. И тоа исто така не го слушнавме да ни кажат колкав е тој дел првен кај физичките лица кој што ќе пропадне, а за правните субјекти воопшто и да не дискутирам. И она што исто така многу
значи проблематично во моментот е ситуацијата со 170 вработени во банката и при тоа што ќе се случува со Македонска пошта. Мора да земете во предвид дека налозите кога се плаќа нели во Македонска пошта се плаќаше провизија. Тие се најбрзи, најликвидни пари кои што ги добиваше Македонска пошта. Сега во вакви услови и поштата ќе остане без ликвидност. Така да и тука ќе имаме дополнителни проблеми. Но за да има посериозни проценки за реални бројки, јас секогаш сакам да зборам за бројки реални, јас можам да зборам со 31.3. И да ги анализираме претходните квартали, но неаме со 36 вака официјално, барем на сајтот на Народна банка нема таков податок. Други прашања? Благодарам.